Значи патните трошоци ги оправи. Едно оправање што му направи пише да ти кажа. Ама сите знаеме дека без разлика што зборам јас или што збора народот, патните трошоци ќе си терат бат. И во суштина тоа едно од тие работи што не се менват бе бат. Пошто нели првично зборавме за работи што не се менват. Знаеш уште никогаш нема се смени. Воздухове бат. Јас не знам вие што си мислите какви филми си правите со глата дека сега го ќе станиме ле нано има да го смениме воздухот што да ти расправа. Љубо е човек да има таква иницијатива, да сака да го подобри светот, да си го подобри животот за себе, за децата, за идните поколени. Арно, ама кој не праша нас бе бат? Кога некој нас не прашал за нешто? Ние можеме да се активираме и треба да се активираме, ама дур не се активираат сите, ништо не бидва. А како што знаеме на тополе унапред, ништо не бидва. Пошто знаеш како ќе земаш патни трошоци, не те интересира толку воздухот, ме сваѓа. Сем вичо знамето го ќе ги дават тука, имаш оти за воздухот да кажуваш. Сем ти ќе си кажуваш по дома негде вака по друштво. Арно, патните трошоци кои речат влегве в автобус, влегваш автобус бате. Зато никош нема се сменат некои работи, туку дај ни шпицата да клајме, па да поправиме малце муабет за воздухот конечно. Ајде бате, пуштај. За жал живееме во едно такво време кај што има милион причини зошто воздухот е загаден. Ќе беше убаво да можеш да речеш дека е на работа. Ова е проблемот, тука ова да го средиме и готово. Арно, ма не е така. Какви времиња дојдоа што скоро и да е невозможно ич да не загадваш. Баш заради тоа ми е мило што луѓето почнаа конечно се освестуваат и да сакат да се направат средината поубаво место за живење. Арно, ма мене ако ме најдоте мислам дека пристапот е грешен. И речиш во ти маре. Оти кога сакаш нешто да смениш во животот се почнува прво од тебе и од луѓето околу тебе. Арно, ама кај нас не се почнува никогаш од себе, море. Ние сите сме совршени во оваа држава. Како еден несовршен не. И сите знаат за другите да кажуват. Никој за себе не си гледа. Пошто пример има активисти во светот, ама да ќе почнат прво од себе, нема да прави ова, нема да прави она, ќе пази нова, ќе пази нона, ќе гледа да ги натера сите околу него тоа да го прави. Да ги убеди дека е правилен начин, ме сваќа. И полека, ама сигурно се ствара некоја заедница што после тоа дејствува на поголемо ниво. Па тие тој што ќе натера други луѓе така натаму кога ќе се расшири, кога ќе се направи некое заедништво, некој нов начин на живење, малце поинаку. Како овие со пирамидите да? Јас ќе ти излажам тебе уште тројца, ти ќе излажиш уште тројца, тој ќе излажи уште тројца. Се верат луѓето, само во позитивна смисла. Јарно, ма кај нас не. Кај нас нема никој што да менва во животот. Сите се прат како што треба. Кој треба смени? Владата. Ќе протестирам. И добро, протестиравте една влада, друга влада, трета влада. И докај дојдат протестите, извидете вака чисто информативно да прашам. До нигде, така? И па до нигде докај ќе дојдат бебат. И се пак ги речиш во ти маре. Оти има некои работи што треба малце на пософистициран начин да се избори. Не може се со унга-бунга да се бори. Да би било убаво, не може. Пошто прво за да се донесат некои вакви промени, за да се смени едно функционирање на цела држава е голем залаг бева. То не луѓе понашање, ти не знаеш какви финансиски средства се во прашање, какви патни трошоци влегват во тоа. Ако мислиш дека некој ќе ти речи еве сега ги затвараме фабриките и нема да гориме медицински отпад и нема не знам што и нема пари да земаме, ти треба стварно да се провери. Извини вака, ама дај да бидеме реални. Значи се работи за патни трошоци што коштат милиарди беба. Не знаеш да ги напишеш на ливче тие милиарди. Мислиш ти дека некој од нив ќе фрли милиарди и ќе ти речи нема грешка, еве сега воздухот ти го давам готово. Уживај бату. Значи уживај слободно. Друга исто така битна работа за се направат такви систематски промени е заедништвото. Значи такви промени се прат само сите заедно, сплотени како фамилија, како што треба да биде уствари. Арнова не можеш тој муабет да го правиш тука, оти сите се поделени, море во фамилите се раскарани. Едно е за овој, другиот е за онај, третиот е за не знам кој. Ти една слава не може да седнат луѓето да се разберат ко луѓе муавет да направат без да се скарат. Камоли нешто поголемо се решава. Пример, почекај некоја слава на прочка еве ќе се видите. Сврти го муавето на воздухот да виш што ќе би. Што пред овие вашите со воздухове? Ами тие вашите што направија? Кој се море тие вашите нашите? Цел живот се расправате вашите нашите, а ни ваши се ни наши се. Баре да се знаеш лично да речиш пријатели сте нешто муавет, кафиња, фудбал играте ги речиш нашите. Ништо бе брат, ништо, нити знајте некој, нити нешто, ништо. Поделени сте дома за џабе. Тие за едно метро квадратно се карат, се тепат, онде воздухот ќе го суредвале, нема грешка. И то се веќе две огромни причини, оти мислам дека никогаш нема се смени работата со воздух. А третата и можда најголемата причина од сите е што овие ентузијастите што се борат за приказната, 99,9% немат поима за што се борат, мора излезени се оти немат по паметна работа, да не седат дома. Излезени за воздух,
воздухо се бориме. За кој воздух се борите, мора? Прво и основно, 90% од вас се поголеми оđаци од оние фирмите оđаци што имат големи. Пушите по 3 пакети дено, не труете кај ќе стигнете. Да не прамува вече во тие ќумбињата што ќе стигнете фрлате, море, од гуми, од се живо, да чади да корни. А па за колите што не му менвате масто што чадат, што корнат пред зарибвање, што ви се па ич муаве да не бе, не знам како ги врвите на технички. Гаранте со патни трошоци. И се обавезно ќе се најди некоја паметна розева лично. Не зборувај глупости како може да е до луѓе. Значи онаму има фирми, палат медицински отрови. Значи ти се мола, како може човек да загадуе поише од огромни нелегални отпад? Слушај, вам чупе да ти кажам. На времето Дженгис Хан, Аре, што го реков, Дженгис не баре од Набаире. На времето Джингис Хан или Гингис Хан, кој што викат американците. Не го памтиш ти, мала, се смета дека дури ја правил империјата негова отепал 10% од населението во светот што постоело тога. Само може да е некој процент плюс минус таму кој запишвале може имат љуфнато, ти нема дигитрони тога. Арно исто така има истражувања што велат дека емитувањето на CO2 во тој период драстично се намалило. Са си вика, што сторе начитано ова е, ги најде овие факти. На TikTok бате Џо Роган го гледа. Ама тоа е небитно. Сакам да речам тоа што вас ви личи на мал импакт, што вика. Мал удар на воздухот. Ствари и не е толку мало, ти кога ќе земиш во предвид сите оđаци што ги имат подом. Сите што имат коли за секој член од семејството. Плюс на тоа кога ќе додаеш фирми, отпади, неплански направени урбанистички планови, бетони, ти реков, ми рече. Пате незагадувањето нема кај да дишиме поке тоа е. И са нова пак ќе се најди некоја розева личност гарант. Па и за тоа има решение. Ќе се грееш на струја и ќе си купиш електрично возило. Така е ти, Пинк Пантер. Струјата за јануари 15.000 ми дојде. Уште кола на струја ми фали. А патем уште еден интересен факт за тие колите на струја. Колите што возат на нафта загадуваат, да, ама нафтата излегва во вид на газ, што значи испарува со тек на време. И да е процентот голем по одредено време се прочистува. Арма, знаеш што не се прочистува и од што остануваат најмногу частички? Од кочниците на колите, чупе. Не знам дали имаш приметено, ама обично околу бандашите црно се прави, така? Без разлика дали возиш кола на нафта или возиш електрична кола. Секој пат кога ја прицниш кочницата, ја прицнуваш кочницата, сакала или не кел. Та плочката стружи на диско. Исфрла микрочестички, што се исто така популарни последно време, се нешто микропластика, микрочестички, ќе правиме муавети за нив друг пат. И тие за жал не испаруваат во воздухот, туку останува. Што значи каква сакаш кола вози, ти загадувањето го прави. И да си само ти не е проблем. А во Скопје има преку 1.000.000 луѓе. И да сака ветре развигорче да дувни, нема каде бате, бетон е цел. И на тоа кога ги додеш сите овие работи, знаеш кога ќе се прочисти воздухот? Утре по Савајле мал. За жал вистината таа. Јас не викам дека сега треба да се помириме со фактот дека никој не треба да се бори, треба да се борат луѓето, ама дајте малце попаметно да играме работа. Пошто не е ова само направи невладина, изве го плакато протестира, земи парината и замин. Значи мора да се почне прво од самите нас, па после тоа до институции, па така натам. Да си најдеме решение што ќе ни функционира на сите и што ќе ни го направи животот поубав. Мислам ако сакате, ако неките, кој ме прашва така? И мислам дека доста е за денес. Малце како и по обичај прекардашивме, ама не е страшно. Вие останете на нашата програма, а со мене се гледаме следната епизода. Поздрав и имајте убав ден.